И по овој навистина интересен прилог за оваа 13-та извидничка смотра, која што овој викенд ќе се случува во Крушево, си се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и веќе на ред е вториот разговор за ова утро, а наша и ваша гостинка е Билјана Пешева, професионален обучувач за возрастни и йога инструктор и основач на вештини за здрав живот или Healthy Life Skills. Билјана, добро утро. Добро утро. И добро ни дојдовте во утринската програма. Ова утро ќе зборуваме малку за здравиот начин на живот, за тоа колку ги практикуваме здравите навики. Еве веднаш за почеток, кои се здравите навики и колку ние како индивидуи ги практикуваме здрав начин на живење? Па најчесто кога луѓето се соочуваат со разни проблеми, дали здравствени, дали физички, дали психички и така натаму, бараат начин како да си го подобрат своето здравје и начин како да подобро и полесно излезат да излезат во пресрет на тие предизвици со кои што се соочуваат. Па луѓето тогаш се насочуваат кон некакви здрави навики за да им се подобри внатрешната состојба, иако стално велам дека ние треба превентивно да практикуваме здрави навики, за да може да ни биде поубаво и посреќни да бидеме во животот. Сега кога зборуваме кои се тие здрави навики, може да кажеме дека јас би ги поделила во 4 групи. Првата група би било позитивното размислување. И тука не разборувам за она позитивно размислување каде што ние повторуваме афирмации или се внатрешно програмирање на некакви позитивни размислувања. Не зборувам за тоа. Зборувам за тоа позитивно размислување е да видиме, значи прво да научиме како да го смириме умот, за да видиме во нашиот ум, во нашата подсвест, бидејќи знаете дека 95% од нашите мисли кои што поминуваат постојано во нашиот ум, ние не сме свесни за нив. Значи, од кога ќе ги смириме мислите, ќе видиме дали се тие позитивни или негативни, односно ќе станеме свесни што размислуваме. И во таа насока го кажувам позитивно размислување, да видиме што има во себе, да истражиме, со тоа го зголемуваме нивото на свесноста и стануваме посрекни, попозитивни во животот. Вториот начин кој што може да го примениме во секојдневието, да си го подобриме внатрешната состојба што имаме, е правилната исхрана и дозирана, умерена физичка активност. Да, велам дозирана или умерена, бидејќи секој еден спорт со кој што се занимаваме, а тоа е адреналински, односно во нас создава потреба повеќе, да влегуваме, да се надпреваруваме, всушност и има друга, можеби психолошка позадина, можеби компензираме нешто што во позадината не го завршуваме или не сакаме да се соочиме. И затоа велам дозирана физичка активност на долг период, навистина може многу добра корист да ни донесе. Затоа секогаш ја препорачувам јогата, која што ја придавам и која што ја работам веќе повеќе од 10 години. Правилна исхрана, нормално умерена, колку повеќе години ставаме во нашиот живот, треба навистина да водиме рачун што јадеме, колку јадеме и како јадеме. Потоа, третиот начин на правилно живење е да имаме убави здрави релации, бидејќи ние луѓето зависиме, бебињата кои ќе се родат, зависат од добрината на големите луѓе, од комуникацијата, од допирот, од контактот. Исто и ние возрастните. Ние зависиме и сме во релација поврзани со луѓето околу нас. И токму заради тоа мислам дека здрав однос, здрави релации, ако сме етички, морални, ако внимаваме, градиме собствени вредности, се држиме до тие вредности, може да си го подобриме, нели тоа е градење на здрави навики, да го подобриме односот кон себе, односот кон околината и да бидеме посрекни. И четвртиот аспект за градење на здрав начин на живот, за градење на позитивни навики е да имаме правилен однос кон духовноста. Јас викам healthy spirituality или здрав начин на гледање на духовноста, каде што ќе најдеме некоја поголема, позначајна цел во нашиот живот. Значи нема да биде целта само да го завршам факултетот или да го направам ова, туку да најдеме некоја цел која што длабоко ќе не мотивира, која што ќе прави промена не само на мојот живот, туку ќе влијаам и врз околината и ќе ги инспирирам другите. И знам дека тоа е тешко, нели во секојдневието во кој што живееме, со сите илјадници овие проблеми и брзања, се што сакаме да завршиме, едноставно велиме, нели немам време, па не знам, немам хоби, не знам што ме интересира. Не, тука лежи она внатре во нас, кој што треба да го пронајдеме што е нас што не инспирира. Затоа што
сме многу повеќе од ова што нели ние мислиме дека сме од нашата професија, од нашите лични релации, многу повеќе може да влијаеме во тоа и тоа се за мене правиот начин на здрав живот, кога човек ќе се насочи на овие 4 аспекти, умерено и правилно може да навистина биде доживе внатрешен баланс. Така. Хармонија со себе, што е целта на јогата. Така, убаво кажано. Сега, умерена физичка активност, кажавме дека тоа е јогата, нели? Јас додека одговараме на следното прашање, би ја замолила режијата да имаме подготвено инсерти, фотографии и убаво видео, со кое што гледачите ќе може да видат како изгледа јога, сега оди и видеото, значи да зборуваме сега малку за јогата. И кој се може да ја практикува? Дали буквално може секој од 17 до 77 да вежба умерено јога? Ите од фотографиите, тоа што гледаат вашите гледачи, може да се види дека секој еден може да вежба јога, значи од мала возраст до многу возрастна возраст, значи независно. Иако за помладите секогаш препорачувам да имаат подинамични типови на активности, бидејќи младите навистина треба да истрошат енергијата. Било какви спортови каде што ќе има исто така и тимска работа, за да ги развијат тие карактеристики во себе што сега на некој начин поради начинот на кој што живееме модерен ги имаме заборавено. Додека за колку сме повозрастни, јогата навистина помага бидејќи го зајакнува нашето тело, ја зголемува еластичноста, го коригира рбетниот столб кој што со текот на работа, седење или се што правиме, седиме па сме свиткани во рбетниот столб и тоа на долг рок прави одредени пореметувања и нели може да настане било какви проблеми, нели најчесто викаме боли кичмата. Така да сето тоа може да се примени и може да луѓето било која возраст може да вежбаат. Јас препорачувам секој пат да вежбаат хата јога. Нормално има многу други стилови и секој треба да го пронајде всушност својот стил. Да, некој навистина не им се допаѓа јога, може да пробат било што, но умерена физичка активност било каква што ќе ја прават на долг рок ќе им донесе на секој еден од нас ни носи добробит. Бидејќи не живееме само сега и овде, нели секој има идеја и понатаму да продолжи да биде здрав, да биде среќен во животот и убаво е да превентивно ја користиме на тој начин. Да го најавиме настанот за сите оние љубители и вежбачи на јога во организација на Healthy Yoga. Ке се случува на 15 јули. Како беше летно разладување и истегнување. Ете така. Ајде. Да, значи во текот на овој јули месец јас држам утрински јога часови. Утрински јога ритуали ги имам наречено на мојата веб страна Healthy Life Skills, можат гледачите да ги видат. Каде што секое утро, понеделник, среда, петок, имаме 20 минути јога пред работа. Многу убав термин, 15 до 7 до 7 и 10. Супер. Во рамките на така, во рамките на таа група, бидејќи е онлайн, организирам отворен час во природа на 15 јули, каде што може да дојдат и други заинтересирани, кој што ќе биде со истегнување, плюс ќе биде и разладување, бидејќи наредната недела и се очекуваат високи температури, така да ќе се одржи во соње, може да го видат тоа на Healthy Yoga и Healthy Life Skills во евенти, значи на страната, на Facebook страниците, да прочитаат повеќе доколку сакаат да дојдат, бидејќи е тоа отворен настан и може да искусат, лесни јога вежби ќе бидат, истегнување, ќе се истегнуваме со стап, со шамија, пишува во евентот, може да прочитаат. И исто така тука сакам да го најавам уште еден настан кој што не го организира Healthy Yoga, го организира еден многу прекрасен јога друштво Центар од Струмица, кој што многу убави активности во изминатиот период има направено, кој што заедно, значи јога друштвото Струмица Сурија Сонце Сурија од Струмица во координација со Индиската амбасада во Бугарија, која што е задолжена нели за Македонија, организираат во понеделник во 5 часот, во 17 часот во хотел Хилтон отворен јога час. За сите заинтересирани ќе бидат присутни и представниците од Индиската амбасада. Ми се чини дека и аташето за култура баш за јога што е од Индија ќе биде тука, така да е убав настан да сите кои што имаме кои што практикуваме јога и кои што ги сакаме здравите животни навики да одиме. Нели ќе биде час отворен, имам објавено и кај мене. Дали некаде треба да се најава, да се пријават? Не треба, меѓутоа може да прочитаат нели што треба да донесат, нели јога прострелка, нешто удобно за вежбање, да, и да се приклучат на тој така по традиционален
јога час. Ете, тоа се двата настани овој јули, кои што ќе бидат за вашето гостување, така, за да ги најавиме така за јули актуелни. Летото и јогата. И вашата и Healthy Life Skills. Што организирате друго освен овие два настани кои што ќе се случуваат, да кажам, во јули? Имате ли нешто организирано во август и кои ви се плановите за од септември? Ќе имаме ли повод, претпоставувам, за повторно дружење? Ќе имаме повод сигурно, имам многу идеи, секогаш имам многу идеи во објавување и во работа. Најпрво во август ќе течат два курсеви кои што се поврзани исто со јога и јога вежби, наменети за зајакнување на рбетниот столб, наменети за оние лица кои што страдаат од проблеми со кичма, со проблеми со вратот, кои што се вкочанети, значи тие ќе одат онлайн исто така. Во септември ќе имаме краток јога ретрит, тие ги правам веќе со години наназад, значи по неколку пати годишно организирам разни јога ретрити во природа, каде што се работи на поттикнување на чувството на среќа на секој еден од нас преку активирање на внатрешното дете кое што го носиме, нели имаме во текот на јога ретритот имаме психолошки работилници, имаме и физички работилници со јога и разни тимски игри каде што луѓето меѓусебно комбинација, да, и е прекрасна комбинација за луѓе кои што навистина сакаат да и запознаат други луѓе, ама и да се отворат внатрешно со слободата од целиот стрес и напнатост и детокс на умот, нели без телефони, без сите тие стимулации што ги имаме, кои што си ги користиме. И уште многу други настани, например во јуни месец имав гостина од Словачка кој што беше психолог, семеен психолог и кој што работеше техника кој што се нарекува семени констелации. Некаде на почетокот на декември месец повторно ќе дојде гостинот од Словачка, Андреј Каримов, кој што ќе работи семени констелации. Тоа е алтернативна психолошка метода која што работи на решавање на големи судбински проблеми, например, некој размислува за своето здравје, некој за љубовта, некој за професијата. Значи тоа е психолошка техника позната која што многу убаво помага за да човек се насочи и се што е поврзано со работа на себе. Тоа значи зголемување на свеста за себе и за се околу себе, јас тоа го поддржувам и заради тоа го зборувам, го промовирам и тоа е тоа што ќе го правам и наредните години. Така. Имавме доволно време да ги објасниме сите овие настани, да не ги заборавиме. Мислам дека ништо не заборавивме да најавиме. Ќе имаме повторно, значи, можност и повторна прилика сепак да соработуваме. Сега само сосема за крај сакам еден совет до сите оние кои што не гледаат, кои што можеби сакаат во иднина да започнат да вежбаат јога, еве како јас сум една од нив, нели пред да почнеме со разговорот кажав јас морам да почнам. За почетници јога дали е тешко? Ние обично имаме можеби тоа е како некоја предрасуда дека оние вежби со свиткување на телото, дека Инстаграм вежби што се совршени. Ете така дека треба тоа да го правиме и ние. Меѓутоа тоа не е така, нели? За сите заинтересирани еве вака кои што сакаат да практикуваат јога, дека сепак колку што можеме, толку, така? Така е. Значи јогата не е спорт, не е спортска активност, не се надпреваруваме. Туку единствено со кој што се наблюдуваме и споредуваме сме самите себе. Значи денес како можам вака, утре малце повеќе ќе можам, заутре уште малку повеќе и тоа е всушност напорот личен што го даваме. Секој може да вежба јога. Оние современи позиции сега што ги има, нели се на слика, на изглед, треба да е совршено, што ги гледаме на Инстаграм, на Фејсбук. Да не плашат, така? Тоа секој или некој што е млад и што има 20 години, можеби може и тоа ако вежба е еластичен, можеби може, но секој треба да тргне од себе, од животната доба во која што се наоѓа, животниот циклус во кој што се наоѓа. Нели ако имаме обврски премногу, не можеме толку време да посветуваме. Сите тие фактори кои ќе ги земете во предвид, едноставно ќе прифатите, тука сум, овде сум, можам тука и можам да пробам. Јогата е многу добра затоа што навистина секој може да ја вежбе. Кај мене на часовите на јога ретритите ми доаѓаат луѓе многу возрастни, над 80 години, кажувам, и исто така многу млади, 20-25 години. Така да секој еден може да се пронајде, бидејќи не е само хата јогата, и јас што ја практикувам, не е само на физичко ниво, туку и на ментално, емотивно, односно на учење како да го канализираме стресот и напнатоста, кое што е веќе редовно присутен во нашиот живот. Во нашите животи, така е секојдневен. Билјана, навистина ви благодарам што ова утро
во сабота, одвоивте време за нас. Ви посакувам многу успех во понатамошната работа. Имаме ние повод и понатаму да не бидете наша гостинка. Се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам. А можеби и почесто од понеделник. Така е, така.